денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Со нови подизведувачи ќе продолжи изградбата на затворениот базен во Охрид. Охрид подготвен за богојавление водици. Дванаесетта меѓународна научна конференција Охрид водици 2024. Личните карти, чиј рок не е истечен, ќе продолжат да важат и по 12 февруари 2024 година. Најмалку 20 лица загинале во експлозија во фабрика за огномет во Тајланд. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Ветровито и топло со дневна температура до 7 степени. Во четврток во централните, источните, како и североисточните предели на Европа ќе преовладува нестабилно време со врнежи од снег. Ќе биде ветровито и студено. Врнежи од дожд се очекуваат во југозападните, јужните и југоисточните предели. Во западните и северозападните предели претежно ветро и студено време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ветровито и топло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Во јужните и источните предели умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 10 до 17 степени. Во Македонија во четврток ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и топло време. Во попладневните часови локално во северните како и во западните и југозападните предели нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер кој во западните предели ќе достигне со брзина до 40 км на час. Минималните температури од 2 до 8 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 8, односно до 17 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и топло. Ќе дува засилен југозападен ветер кој ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната температура ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди и топло со максимални 13 степени. Во сабота облачно време со врнежи од снег, ветровито и студено. Минималната температура од -2 степени, додека пак дневната температура ќе достигне до 3 степени. Врнежите од снег ќе продолжат и во текот на ноќта сабота кон недела. Во недела во утринските часови врнежите од снег ќе престанат и во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и студено време. Минималната температура од -6 степени, додека пак дневната температура до 3 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од мар.
професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Избрани нови подизведувачи за доизградба на затворениот пливачки базен во Охрид. После цели 8 години од започнувањето на проектот, според најновите информации од Агенцијата за спорт и млади, базенот треба да биде готов во септември годинава. Цели 8 години се влече изградбата на Охридскиот затворен базен. Проектот започна во 2015 година. До денес завршени се 60% од градежните работи. Од Агенцијата за спорт и млади велат да оценењето е поради проблеми со изведувачот. Од овој месец потпишан е договор со нови подизведувачи кои ветуваат дека објектот ќе биде готов во септември годинава. Можеме договор да почнат и ветуваат дека до септември месец ќе биде завршен. Имаше нели газдата на фирмата која го доби 2015 беше во притвор, му беа замрзнати сметките, не можеше да извршува работи. Се случи што се случи, најдовме нов подизведувач кој ќе ги заврши сите обврски останати. Базенот е завршен 67, нешто %. Нели покријан све, треба коритата внатре да се опреми како што треба. Од оговлекувањето на изградбата и изборот на нови подизведувачи ќе зголеми првичната вредност на проектот, но засега не се знае колку пари дополнително ќе чини до изградбата. Немам уште точно измерено, не сме дојдени до тоа, пошто имавме и проблеми со, не знам како го објавиле тендерот, имаме проблеми со машинството. Машинството беше вода, се покажа во нашите бушотини дека нема вода, во Охрид не постои долу вода и сега треба да го менуваме вода-воздух. Се направи измена и се надам дека за брзо ќе биде. Доколку подизведувачите не ја завршат изградбата на затворениот пливачки базен во Охрид, од Агенцијата за спорт и млади велат предвидени се високи казнени пенали. Во меѓувреме, во Струга официјално започна со работа реконструираниот затворен базен, таму е возобновена пливачката школа. Голем број млади секојдневно тренираат. Министерството за внатрешни работи како ресорно министерство надлежно за издавање на лични документи укажува дека законот за лична карта не е изменет. За таа цел ги информираат граѓаните дека личните карти со називот на државата Република Македонија, кои имаат важност, односно чиј рок не е истечен, продолжуваат да важат и по 12 февруари 2024 година. Охрид се украсува за богојавленските празнувања.
Привршуваат подготовките за најмасовната црковно-народна манифестација Водици. Тимовите на Црвениот крст Охрид, нуркачките тимови и тимовите на брзата помош се подготвени да обезбедат неопходна логистика за безбедност на капачите и сите посетители на манифестацијата. Привршуваат подготовките за предстојниот празник Богојавление Водици. Денеска екипи на јавното предпријатие Охридски комуналец го украсија централното градско подрачје и градското пристаниште. Дополнително се расчистуваше делот од пристаништето од каде верниците влегуваат во езерските води по Светиот крст, за што беше ангажирана и специјална механизација. Јавната хигиена на локациите каде ќе се одбиваат настаните се одржува на највисоко ниво, велат од јавното предпријатие. Во сите парохиски цркви во Охрид во тек е пријавување на капачите кои сакаат да бидат дел од настанот. Досега покрај бројните охриѓани своето учество го пријавиле и голем број верници од други градови на Македонија. Утре од 19 до 23 часот на пунктот на Црвен крст Охрид, поставен на платото меѓу капетанија и ресторанот Чун, медицински тимови на Црвениот крст ќе вршат основни здравствени прегледи на оние кои се одлучиле да скокаат по крстот. Од Црвен крст апелираат и препорачуваат до скокачите да ја проверат својата здравствена состојба и да се информираат за ризиците и опасностите кои постојат при капење во вода со температура од околу 8 степени Целзиусови. За настанот на осветувањето на водата во Охридското езеро и скокањето по крстот на градското пристаниште во Охрид за безбедноста на капачите во вода и сите посетители на настанот ќе се грижи Црвен крст Охрид со тимови на спасители на вода распоредени долж градското пристаниште и во спасителни чамци во вода, нуркачки тимови, како и медицински тимови за укажување прва помош со амбуланско возило, помогнати со медицински тим на итната медицинска помош со амбуланско возило. Во петок во организација на Црвен крст Охрид ќе се реализира и традиционалната крводарителска акција Водици 2024 под мотото "Една капка може да промени се". Акцијата ќе трае од 9 до 15 часот во Центарот за култура Григор Прличев. На хуманите граѓани кои ќе даруваат крв, организаторот со поддршка на Дебарско-Кичевската епархија ќе им возврати со должно внимание и скромни подароци. На 19 јануари богослужбите во Охридските парохиски цркви ќе започнат во 7 часот наутро, а точно во 10 часот од градското пристаниште ќе биде положен Светиот крст во водите на езерото. Починот на Богојавленскиот водосвет околу пладне на градскиот плоштад Свети Климент Охридски предвидена е забавна програма за посетителите со концерт на групата Next Time. 12-та меѓународна научна конференција Охрид Водици 2024. Оваа година конференцијата е на тема Меката моќ и тоа како влијаат на идентитетите, културата, животната средина и безбедноста. Конференцијата беше отворена денес во Битола, а ќе продолжи утре и задутре во Охрид. Со преку 40 трудови од 11 земји во светот ќе се промовира Меката моќ, што ја нуди развојот на животната средина, туризмот и негувањето и промоцијата на културното наследство кое ги зближува народите. Во рамките на манифестацијата ќе биде промовирана и 11-тата книга од досегашните конференции. Општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање на општински линијски превоз на патници. Крајен рок за достава на барањата е 31 јануари 2024 година до 13 часот. Општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање општински линијски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид и линијски превоз на патници кој заеднички го организира со општина Дебарца. Предмет на јавниот повик е надоместување на дел од трошоците на деловните субјекти кои обавуваат линијски превоз на патници во услови на економска криза, односно овозможување одржливост на линијскиот превоз преку доделување на субвенции за реализиран превоз на патници за 2023 година. Дополнителни појаснувања во врска со објавениот повик може да се добијат лично во просториите на општина Охрид или писмено по електронски пат до секторот за комунални дејности сообраќај улици на имейл адреса komunalen.razvoj@ohrid.gov.mk. Крајен рок за достава на барањата е 31 јануари 2024 година до 13 часот, информираат од локалната. Владата на денешната седница донесе иницијатива за измени и дополнување на Законот за рестриктивни мерки и други закони, а утврдени се и текстови на два нови предлог закони за средно образование и за стручно образование и обука.
Владата на денешната седница на предлог на Министерството за надворешни работи дискутираше околу предлог на закон за изменување и дополнување на законот за рестриктивни мерки и со консензус едногласно изрази политичка волја да се поднесе закон до Собранието на Република Северна Македонија, кој што ќе биде усогласен со македонското законодавство. Исто така ќе бидат иницирани измени и на други закони на кои што ќе имаат одраз измените на законот за рестриктивни мерки. Владата на денешната седница утврди текст на нов предлог на закон за средно образование. Целта, според предлагачот, Министерството за образование е да се овозможи унапредување на системот на средното образование, со што директно ќе се влијае на квалитетот на целокупниот систем на образованието во државата. Посебна новина која што се воведува е во поглавието испити на крајот на средното образование, односно воведувањето стручна матура и влезен академски испит. Новина има и во поглавието права и обврски на учениците и ученичко организирање и учество. Владата утврди тексти на нов предлог на закон за стручно образование и обука. Донесувањето нов закон за стручно образование и обука исто така определено и со годишниот план за работа на Министерството за образование и наука. Владата на предлог на Министерството за труд и социјална политика ја разгледа и усвои и Националната стратегија за ментално здравје на млади 2024-2026 година. По продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Обилните снежни врнежи и замрзнат дожд низ Германија доведоа до откажување на стотици авионски летови и линии во железничкиот сообраќај. Несреќи на замрзнатите патишта и затворање на училиштата. Над 500 пристигнувања и полетувања се откажани на аеродромот во Франкфурт, еден од најпрометните во Европа, каде што беа откажани половина од планираните летови, а повеќе од 250 летови се откажани на аеродромот во Минхен. Доцнење и откажување на летови имаше и на други аеродроми во Германија. Националниот железнички оператор откажа неколку меѓуградски врски и најави дека максималната брзина на брзиот воз ќе биде ограничена на 200 км на час, поради екстремните временски услови. Утринава имаше многу сообраќајни несреќи на западот и на југот од земјата поради голомразица на коловозот. Како мерка за предпазливост, многу училишта и градинки се затворени, а некои компании им понудија на своите вработени можност да работат од дома. Германската метеоролошка служба денеска издаде предупредување за тешкото време поради снежното невреме и замрзнатиот дожд што зафати повеќе региони во земјата. Најмалку 20 лица загинале, а повеќе се повредени во Тајланд во експлозија во фабрика за огноме северно од Банкок, соопшти полицијата. Гувернерот на провинцијата изјавил за Reuters дека се уште не е јасна причината која го предизвикала инцидентот. Премиерот повикал на брза истрага и наредил инспекција на фабриката како би се утврдило дали работи легално и дали експлозијата е предизвикана од небрежност. Законот мора целосно да се спроведе бидејќи има мртви и повредени луѓе, се вели во соопштението од канцеларијата на премиерот. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен најави промени во Европската унија. Лајен, обраќајќи се пред пратениците на Европскиот парламент, изјави дека наредниот месец ќе ги представи идеите за реформи на Европската унија, како би можела да функционира со 30 и повеќе членки. Следниот месец комисијата ќе ги представи нашите идеи пред Европскиот парламент и Советот, во очи на дебатата на лидерите организирана од белгиското председателство. Таа рече дека по одлуката за отпочнување преговори со Украина и Молдавија и Босна и Херцеговина по исполнувањето на потребните услови, Унијата започнала да работи на сопствени реформи за да може да функционира по проширувањето. Европската унија потврди дека земите од Западен Балкан треба да бидат членки, како и Украина, Молдавија и Грузија. Бидејќи на Европската унија и е тешко да донесува одлуки и со денешните 27 членки, ќе биде уште потешко со 35-36 членки. Затоа постојано се истакнува дека Европската унија мора да се подготви за проширувањето. Во исто време, кога земјите аспиранти се подготвуваат за членство преку преговарачкиот процес. Следниот состанок на Европскиот совет е на 1 февруари 2024 година. Поштар во Германија 4 години не ги доставувал поштенските пратки до граѓаните. Во неговиот дом во околината на Хамбург во Долна Саксонија биле пронајдени околу 30.000 писма и пратки. Потпаролката на германската пошта изјавила дека поштарот повеќе не работел за нивната компанија, а потпаролот на полицијата потврдил дека против него е отворена истрага. Како што соопштила поштенската служба, пронајдените писма и пакети внимателно ги прегледува германската пошта, истите ги проследува на примателите со пропатно писмо со образложение и извинување.
Поштарот писмата ги собирал во неговиот стан, автомобил и во шкаф во базата за испорака, а неговата постап ја правдал со прекумерна работа што го довела до конзумирање на алкохол како и поради приватни причини. Ова е се во првиот дневник на ТВ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.